Време е да излеземе на терен и да го реализираме оно кое веќе на старт го најавивме. За оние кои што се од почетокот со нас, знаат дека денес ќе имаме посета во зоолошката градина во Скопје, каде што малку повеќе ќе се запознаеме во овие зимски услови како функционира зоолошката, поточно како функционираат животните на минусни температури и што се случува таму. Зоолошката е отворена и се разбира во зимските денови за посети, но апсолутно грижата за животните во овие денови треба да биде навистина професионална и на ниво. Дали е тоа така и што се случува токму во зоолошката во Скопје, зборуваме со Марија во продолжение и со нејзината соговорничка. Марија, добро утро уште еднаш. Добро утро и до тебе, Ивана. Токму така верувам дека ова вклучување ќе биде погодно за сите љубители на животни, со оглед на тоа дека последното вклучување на лице место го правиме токму од зоолошката градина во Скопје. Ќе напоменеме нешто повеќе за тоа како функционираат животните овде во зимските услови, со оглед на тоа дека во овој период навистина имаме ниски температури, па убаво е да се знаат и тие информации. Во продолжение слушаме многу повеќе од нашата денешна гостинка Тина. Тина, добро утро и добро дојде во нашата утринска. Добро утро на вас и се надевам дека и гледачите сега ги интересира што прават овие две мемунчиња позади нас. Еве одбра ова локација, може ли да ни кажеш зошто конкретно овде сме кај мајмунчињата? Да, ова се мајмуни гибони, кои што се еден од најзагрозените видови на светот и е многу тешко да се исчуе еден ваков вид на мајмун, бидејќи те не движат на нозе како другите мајмуни, кои движат со своите раца. Зборуваме за овие зад нас. Да. Љубопитните кои што сега се ѕиркаат. Да, и за жал овие две мемунчиња и двете беа отфрлени од својата мајка. Делфин имаше трагична приказна, беше отфрлена во езерото, се давеше и буквално ја вративме во живот. А Мики беше исто повреден од својата мајка и имаше епилептични напади, повреди на мозокот, но со помош на нашата зоонегователка Зера, таа ги чува и двете од бебиња, значи со 24 часовна грижа, буквално со месеци. И наистина можам да кажам дека никој не дал толкова жртва до сега за животно кај нас. И да си ја пофалам и да се заблагодарам за сето што го направи. Секако тука бевме и помагавме како даделки другите колешки, колешката Билјана, Албена, јас се најдовме со овие мемунчиња, сме праѓале време, но Зера беше таа која што ги одржа во живот и еве ги сега по препорака на светски експерти и на ветеринари ги споивме да живеат заедно. Пробуваме да направиме за нив едно зимско живеалиште, додека не го средиме на дворешното за да дојде време да бидат надвор. Но добивме пофалба од многу светски организации, дури од светски зоолошки кои што се многу повисоко од нас, но добивме пофалба дека прв пат се случува некој да успее да ги спои, особено Мики кој што е толку мал, и успеавме заедно да ги ставиме овде нормално под наш 24 часовен надзор и се надевам дека ќе се растат и понатаму заедно среќни и ќе направиме се што можеме за нив. Генерално, како функционираат животните во зоолошката градина? Како им годат овие ниски температури? Зависи на како, мислам дека ретко на кои животни им годат. На сибирскиот тигар рана секако овие температури годат, на белите поларни волци. Кани гета се навикнати, морските лавови тие се навикнати на топло и на вакво време си пливаат нормално. Но нешто најинтересно е што животните, како и луѓето во зима сакаат повеќе да јадат. Така да овој период трошиме многу повеќе храна за животните, бидејќи им треба, нели, се направат некои масни наслаги за да ги издржат ниските температури. Но секако ние овдека сме обезбедени, како што гледате тука во мемунарата е топло, секаде си има грење, бидејќи навистина овие животните заслужуваат да бидат чувани исто како дома што си ги чуваме милениците. Велите дека навистина им треба многу повеќе храна во зимскиот период. Дали можеби некои од животните па бараат и некоја посебна храна, освен што е во голема количина? Па да, им се додаваат, нели, има јаткасти плодови, се додаваат витамински мешавини, минерални мешавини, значи се вметнува во исхраната нешто плюс од летните денови. Секако имаме и одлична ветеринарка која што прави секојдневни посети кај животните, па нели кажува ако некој е или настинало, како и луѓето кај животните може да се случи да настинат, така да се додаваат нормално додатоци во исхраната. Дали има некои животни кои што не потекнуваат од северните краишта и навистина им е тешко да функционираат во зима, па дополнителна е таа грижа од ваша страна кон нив? Апсолутно, како што кажа, затоа имаме и ветеринарна грижа, доколку некој нели има проблем, меѓутоа секаде е обезбедено со грење, благодарение на нашите зоонегователи кои што се навистина посветени. До сега не сме имале таков проблем. Секој животно си има, дури во некој живеалиште има и подно грење, има клими, има се, така да
се радувам што овдека сме еден тим кој што работиме навистина со години заедно да функционира сега како што треба. Сме имали ние подеми и падови, но еве мислам дека пак се враќаме на правиот пат. Тина, зоолошката градина секогаш била атракција најмногу за најмалите, за дечињата, па и за повозрасните, со оглед на тоа дека навистина е убаво да се пополни времето шетајќи токму тука, но дали има голема раздвиженост во овој зимски период? Дали има посетители? Па овој период секако дека има многу помала раздвиженост, а оваа година славиме ние 100 години јубилеј на зоолошката градина. Поради тој јубилеј сакаме да ја направиме еден похуман едукативен центар, каде што луѓето ќе можат да доаѓаат и во зима и во лето, каде што ќе има прифатилиште за пример за диви животни. Заедно со градот Скопје и со поддршка од градоначалникот, навистина во овој период работиме на многу нови проекти, туку реновирање и реконструкција на живеалишта, бидејќи имаме доста дотрајани живеалишта и се надам дека тоа нели како што ќе има повеќе тука работа и повеќе нови работи ќе донесе и многу повеќе посетители и тоа е за воиднина, за сега тоа е така. Пред самиот крај верувам дека е убаво да се слушне дали е истото работно време на зоолошката градина како во летните денови? Не, во зима работиме до 16 часот, од 9 до 16, а лето нормално работи до 20 часот, но еве секако ќе поканувам сите, дури на овие студени зимски денови, дека може да дојдат да прошетаат низ зоолошката. Не е толку страшно, не е толку ладно. Благодарам многу за одвоеното време. И благодарам и јас на вас. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека ова вклучување беше интересно за нашите гледачи, особено за оние кои што се љубители на животни, како што сум и јас, слободно можам да кажам. Со ова вклучување ќе ве поздравиме токму од зоолошката градина во Скопје. Верувам дека го привлековме вашето внимание. Се разбира дека се гледаме повторно утре токму од терен. Да, се гледаме, Марија, со нови теми, ти благодариме. Ете, видовме и со оваа наша посета или сутринска на Тилма во зоолошката како функционираат и живеат животните. Тина ни објасни како тоа таму се организира и верувам дека оние кои што имале на ум да ја посетат зоолошката во следните денови, нема студот да ги спречи. На крајот на криштата не треба да се жалиме ако видиме во одредени делови од светот колку се ниски температурите и како таму луѓето се навикнати да живеат.